Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи, и денеска од нашата емисија Гответе со Драгче од Канал 5 телевизија ви ги испрекам сите бакнежи и многу позитивна енергија, за да бидеме и денеска расположени, а верувам дека многу ќе ве расположиме и со песна и со еден убав рецепт кој што може, ама баш секој да си го направи. Знам дека ќе ви биде интересен мојот денешен гостин кој што ќе готви. Знае убаво да пее, ама знае и да готви, се учи домакинот веќе, не е момче младо, не женето. Сега кога имаш и сопруга, и детенце, и плюс те чекаат оврски еден куп, нема што има во фриждерот. Нешто ќе знаеш и да си изготвиш. Знам дека ги сакате брзите рецепти, па и овој пат ќе направиме еден брз рецепт кој што ќе ви падне во очи, но верувајте ми, кога ќе го направите, ќе го посакате тој вкус и постојано ќе ги правите. Кој ќе биде мојот гостин денеска? Морам да кажам дека Орде е нашиот драг, сакан пејач кој што секој знае да не расположи и со песната, но и со неговата убава насмевка и позитивна енергија. А кадифениот глас е мелем за душа. Затоа си го повикувам Орде Неделковски. Добре ми дојде. Драгче, добре те најдов. Многу се радувам што жива и здрава, ти благодарам на поканата. Ова ме предизвика и во третата сезона. А ќе ти кажам зошто, повели од оваа страна. Ме предизвика за да ми дојдеш ова, се чуде, викам, ама бе Орде, кај ја најде жено неверна? Жено неверна ме најде мене. Тебе те најде жено неверна. Ме предизвика со песната. Ќе започна веднаш со неа. Ти благодарам за поканата. Поздрав до сите гледачи на твојата убава емисија. Јас сум втор пат веќе кај тебе. Ова е трета сезона, нели? Третата сезона. Една сезона сум пропуштил. Да, тоа беше првата, не беше тука. Не беше тука. Така. Еве сега најдовме време за да дојдам. Ти благодарам уште еднаш на поканата. Поздрав до сите твои гледачи. Има што да се види, што да се чуе кај тебе, секогаш квалитетни пејачи се гости, а и добри готвачи. И добри готвачи. Имам нова песна под наслов Жено неверна, што веднаш ја спомна. Да. Таа е и главната причина за тоа што сум овде, или да сготвиме нешто, а и да ја промовираме. Има уште една плюс, ќе ја кажеме покасно. Тоа се две, значи ова е моја и имаме една нова со група Круна. Ние сме македонци, која ќе спомнеме подоцна, малку како што каже. Ќе започнеме со рецептот, брзо ќе ни биде. Морам да споменам, неодамна бевме на концертот на нашата заедничка и драга пријателка Лени Партикова. Поздрав и до неа. Поздрав и до неа и да ја честитам, беше кралица на сцената и со глас, и со стас, и со сите, како што се вели, убавини и квалитети, каде што гостуваше ти и група Круна, која што ја придружуваше Лени. Кога ти застана на сцената и ја отпеа Жено неверна, публиката стана на нозе да те поздрави. Целиот Благодарам за убавите зборови. Народ го крена. За краток период Жено неверна гледам влезе во уво. Да, влегува многу брзо во уво. Се надевам дека и ќе се сложат со нашето мислење и нашите денешни гледачи. Жено неверна е песна која е напишана од Богдан Мојсовски, би сакал да го поздравам како автор. Да го поздравиме. И текстот го напиша Оце Зафировски, кој неминовно можам да кажам дека е еден од нашите најпознати и плодни текстописци. Точно. И песната сега за краток период си доби и tekako убаво место онаму кај што треба да биде. Се надевам дека ќе стане многу популарна и ќе се бара. Орде го погодивте пулсот на народот. Да беше маж неверен, вика дај на мажот се му личи. Се му личи на маж. Ама Жено неверна, тука удривте во целото. Одиме сега со рецептот, ќе правиме тортили. Интересни, лесни за подготовка. И ги препорачуваме пред време на сите да си ги спремат дома, да го видат денешниот наш рецепт и секој да проба да го направи, бидејќи е лесен. Можеме да кажеме на гледачите дека можат да го експериментираат. Ако нема дома колбас, може да додадат сирење, виршла, може да си додадат маслинчиња, нели секој според вкусот. Ти ќе ги сецкаш, а јас ќе ти го подмачкам плекчето. Значи најнапред ги взимаме тортилите, ги виткаме. 3 тортили, ги виткаме и ги сечеме на кругови за истите да може да се постават во значи Драгче ти го прави со путер. Со путер да го подмачкам нашето тапче. Или ќе ги сечеме со нож. Сечи ги со ножот полесно, ќе ти дојде, ножичките се мали. Јас сум малку проблематична со овој путерот. Кругот, меѓу тој ќе пробаме да го задржиме.
се растопил на... Може би малку ќе ни биде вака, ќе треба малку повеќе да... Повеќе, затоа барав и повеќе тортили, за да биде, да достасваме во секое наше место. Аманде, јас со Драче, путерот... како ќе ги правиме со повеќе, може би? Да, ако ќе си додадеме, не е никаков проблем. Имаме. Па и плюс имаме и во фрижидерот. Не се грижи. Значи, ти си спремна домаќинка, за да го направиме рецептот онака како што и заслужува. А знам дека со овој рецепт и супругата ќе каже: "Браво бе, Драгче, Орде почна да готви." Почна да готви, се научи да готви. Орде да готви, а мене тоа ме радува. И како беше? Ајде, пи малку, пе. Жено неверна. Жено неверна, тагувам за тебе, а ти срекна си. Не мислиш на мене в туги преградки, овој живот ми те одведе. Жено неверна. Čaša milova, uteha za srce baram jas, sudbina ne deli nas, a site mi velat dosta je, kreni glava ne predavaj se, život te kratok kako son, ima ženi mili. Ne misliš na mene v tugi pregradki, ovoj život mi te odvede. Ženo neverna, taguvam do zori, a vo čašata vino to mi zbori. Prokleta da si, kako srce da te preboli. Kafanite, baram jas lek za ranite, uteha za mene nema znam, bez tebe ke ostara, a site mi velat dosta je, kreni glava ne predavaj se, život te kratok kako son, ima ženi milion. Ženo neverna, taguvam za tebe, a ti sretna si, ne misliš na mene v tugi pregradki, ovoj život mi te odvede. Ženo neverna, taguvam do zori, a vo čašata vino to mi zbori, prokleta da si, kako srce da te preboli. Ne misliš
лошата, виното ми збори, проклета да си, како срце да те преболи. Да готви, нели? Многу пати велат, вика, леле, драгче, ќе пеам, ама не знам да готвам. Ама ќе научиш, лесни рецепти има сега, брзо се прават. Еве, ова е многу лесен рецепт, многу вкусен. И можеме и тука едно да додадеме. Ете така. Браво. Значи, вика, како беше, жено неверна, 7 до полноќ, до утро сте мислам, така ли? Да, леле, мајко мила. Жено пуста неверна, додај ги овде за да си го исецкаш малку магданос за млекото, нели ни е потребно. Да ставиме. Добро. Токму така. Сега магдоновче малку ке. Така. Ги додаваме. И орде песната, ја морам да кажам дека прв пат кога те запознав за твоите почетоци, ти кажав дека имаш преубав кадифен глас, милозлив, милозвучен, допира до срцето и дека ќе постигнеш високи цели. Ете, полека се обистинуваат овие мои мисли. Да, токму така, ние се познаваме многу одамна, јас и ти, и ти си секогаш поддржуваш на се она што е квалитетно, да пружаш буквално во секоја смисла помош, сакаш да помогнеш на оние што се и почетници, оние што веќе се познати и оние докажани. кои што сакаат да се докажат. Така е. Така. Ти благодарам од се срце. Значи, токму така, ти многу одамна ми рече дека орде еден ден ќе дојде и секој труд ќе ти се исплати. Така Полека, но сигурно вредно со многу труд, многу работа. Ете, сега, фала му на Господ, веќе Орде Неделковски е малку попознат од она што беше на времето. Има своји песни, и е само побаран. тоа, гледам дека ти можеш да издржиш свадби, човече, кои што почнуваат петок, сабота, недела, пак доаѓаат ноќни свирки, пак петок, сабота, недела, постојано ги издржуваш, сакам да кажам, долги свирки. Веќе тоа е Па да, доста захтевно и тоа е поентата, музичарот да се покаже на терен, не само да се зборува. Фала му на Господ, јас и мојата екипа група Круна имаме многу работа, фала на Господ, пак ќе речам. Многу убаво, Значи, прекрасно. Тоа е благодарение на нашето вредно работење. Дали може драгче сега да ги скршиме тука? Овде во ова. Во тоа ќе ги скршиме. Можам, чеке друго ќе ти додадам наше од Канал 5. Зошто да не? Овде. За да ги полесно да ни бидат да ги пресипеме во Овде ги кршиме џезвето, двете да. јајца. И ќе ги изматкаме со вилушка. Ете така. Едно. Орде многу беше убаво на сцена кога ќе ги повикат ајде Џелјо свири. Џелјо со самата негова појава, грандиозност што ја има со зурлата, неговата елеганција и стил, навистина допринесува убаво да некако за душата. Потоа војче, па виолините. Значи... Сето вие сте Круна, баш Круна. Па. Баш Круна сте, морам да кажам. Значи, треба да ги соединиме сега. Да, двете. ама разматкај ги прво со вилушчето. Со вилушчето. Така, потоа ќе ги додадеме во џезвето. Значи, би сакал да ги поздравам колегите Војче и Иле од групата Маестро, кои свиреа на мојата најнова песна Жено неверна. Им благодарам од се срце. Слушателите и гледачите може да го слушнат нивниот квалитет и веќе е до надалеку познат. Така Благодарност уште еднаш до поддршката од моите браќа од група Круна, кои секогаш се тука, и јас за нив и они за мене. Обострано е тоа. Значи сепак сам никој ништо не може. Јас ќе ги соединам, а тебе ќе ти дадам да го средиш кашкавалот. Можеш да направиш мала инспекција дали е во ред ова. Да, дали е во ред, повели. Ти благодарам, можеш јас сега. на даската, еве ти и овде имаш изрендан, јас малку се обидов да ти помогнам. Ете така. Овде ќе ги додадеме полесно да сипуваме. Ете така. И браво за тебе и браво за Круна. Браво, браво, браво. Така се постигнува целта. Ако си нарцисоиден и сам ништо не можеш да постигнеш во животот. И јас многу пати тоа сум го кажала. Секој човек кој што се стреми со љубов и ги почитува другите околу себе, ќе има успеси. Оној кој што мисли дека е еден и единствен, тука веќе се излажал сами од себе.
сами од себе. Сам човек за никаде, така да таа народна поговорка. Нешто е за никаде си греши. А вака колегите ќе те подучат, ќе те посоветуваат како е тоа. Секогаш е полесно кога си со својата група, кога си со своите луѓе. Така. Нели? Доволно ни. Доволно. Имаме и плюс, дај ми го рендето за овде. Сега прво треба мешавината да ја исипеме, па потоа ќе додадеме кашкавалчи, ќе го ставиме на печење, а ти ќе ни пееш. Се разбира. Затоа сум дојден овде да готвам и да пееш. Како велат и да играме. Јас знам со нашите гости да си заиграм овде и да ми е убаво. Ајде. Сега ќе го истуриме тоа. Ајде, јас ќе ти помогнам. Ајде, помогни ми малку, драгче, пошто подобро сигурно од мене го правиш тоа. Ајде, така, помалку се досипува врз. Затоа и го ставивме во гезве, за да ни биде полесно. Инаку со чаша можеме да го истуриме. Еве и тука се сипува, но ќе забришаме со салфета. На самото тавче. Ова тортилите да упијат убаво. Браво, вака убаво ни врви работата. Заеднички, нели како заеднички. Тоа. Ова после. Малку и од тоа ќе му ставиме и јас ќе почнам. Да си ги редиш со кашкавалчето дозгоре. Навистина убав рецепт и вкусен, и лесен за правење. Многу вкусен. Го сакаат сите. Знам дека и твоите дома. И така да, тоа е тоа. Убавината на брзите рецепти. Да не чекаш многу пред шпоред. Така, сакам целата смеса да за секојдневието на сите, на дека секој ни е од нас, трчање. се на трчање, така да. Се ни е на трчање. Секој вака убав лесен рецепт ни е во прилог. Да, одлично. И овде сакаме на малку магданост да сипнеме. Рековме, може нели секој по своите вкусови да си ги направи, затоа што е навистина лесно. Ова ќе ставим. Нека си има убаво кашкавалче за да се топи и убаво и вкус му додава. Значи ќе ме биде драгче и се снаоѓам добро во кујната. Барем јас така мислам се за себе, фалбата велата е рѓа. Одлично, кога можевме да направиме пугача во минатата сезона, сега беше ова со тортилја ќе поминеме уште поубаво, полесно. Тогаш имав многу убави коментари од гледачите дека леле орде убаво ја правев пугачата дома, многу ја правеле. Сите ја бара, да, ја бара и подоцна да како рецепт кај мене. И мене ме радува кога нашите рецепти вистински ги бараат и ги прават и ги покажуваат веќе на месенџер дека се направени. Одлично, гледаш колку убаво. Како многу поддржувачи и луѓе што те гледат. Сполај му на Бога. Јас милам луѓето ја ценат онаа моја љубов. Позитивна енергија, и љубов кон луѓето. Браво, секоја чест. Човеколюбиво. Ете така, ајде малку да ги мислам дека досредиме за да не ни пресипува надвор од плепчето. Ете така, браво. Рената ни е подготвена, мислам. Подготвена, јас одрано ја почнувам, нели прво рената, за да ни биде сето тоа. Добро, пливат. Ставаме. Ајде, орде. Домакине. Со аирлија. Со лесно. Со лесно, да ни бидат. Внимавај на рецетката. Ете така, добро е. Одиме, јас ке внимавам. А сега, не знам која од песните ќе ни оди, сакам песна додека ни се пече, а потоа ќе проговориме за една родолюбива песна. Може. Која што ја имаш најново со група Круна. Одиме со песна, колеги, за да ни пече тавчето побрзо. Да се чуе, да се знае, ние сме македонци. Во гради срце чука само за Македонија. Македонијо, земјо библиска, со векови за тебе земјо живот даваме. Те носиме, Македонијо, Македонијо, бисер балкански, со векови за тебе земјо живот даваме. За тебе песни пееме, се гордеме.
се чуе, да се знае, ние сме македонци. Нема ништо по свето од Македонија. Македонијо, земјо библиска, со векови за тебе земјо живот даваме. Од срце и душа те носиме, Македонијо. Македонијо, бисер балкански, со векови за тебе земјо живот даваме. За тебе песни пеме, се гордеме. Македонијо, земјо библиска, со векови за тебе земјо живот даваме. Во срце и душа те носиме, Македонијо. Македонијо, бисер балкански, со векови за тебе земјо живот даваме. За тебе песни пеме, се гордеме. За тебе песни пеме, се гордеме. Орде, вака јас сега ќе те гушнам и вака ќе отпееме Македонија. Ајде. Македонијо, бисер балкански, со векови за тебе земјо живот даваме. Во срце и душа те носиме, Македонијо. Уште еднаш. Македонијо, бисер балкански, со векови за тебе земјо живот даваме. Во срце и душа те носиме, Македонијо. Орде, ова песна јас се лулкав. така. Се роди кај мене дома. А ти ќе кажеш од кого? Точно. Не можам да пеам како вас, бидејќи долго време не можам да пеам поради тироидната жлезда, но отпеав со тебе можеш да уживаш и паралелно со пеачот да пееш. Така. Драгче, оваа песна треба и на тебе да ти е многу драга, затоа што токму твојот сопруг, поздрав до него, до Морце Стевковски царот, кој за мене е многу драг пријател, би сакал да го поздравам. Он е текстописец на оваа песна, има и дел од музиката заедно со екипава од кај мене, што се договара нели како би била песната, што би била. И спремате плюс нешто ново. И спремаме уште нешто ново што би требало заедно уште еднаш да оваа песна заедно како дуетска да ја направиме. Му благодарам од се срце. И те како е креативен и еве докажува уште еднаш дека е вистински професионалец. Рече дека оваа песна му текнала ноќно време, доцна во ноќта, вика во 3 зема армониката, свиреше и ја пееше сам. И вика ја напиша форде оваа песна, вика мислам дека ќе биде убава песна која ја правев за вас специјално за нас, за група Круна. И веќе песната има и свој спот, излезе и голем дел од публиката почнува веќе и да ни ја бара на многу од нашите настапи, што ме радува. Уште еднаш благодарност до цар. Знаеш што беше многу интересно? Кога веќе свиреше во ноќта и пеше и рано пиеме кафе, и тој ми вели: "Дацка, сакам да те прашам нешто." Викам: "Ајде." Ми дојде песната, викам: "Ба те слушам јас дека свириш, пееш." Мислам дека песната е родена за Орде. Да, вистина. И викам: "Да, вистина, многу беше стварно, одлично, браво." Мислам, му благодарам од се срце. Се надевам дека оваа песна ќе успее да го достигне
она што го има достигнато, да речем, бисер балкански во македонската музика, дај Боже, бидејќи ова е родолюбива песна и заслужува да биде некаде во тој ранг, да речем. Овие дзирни, гледај убавини. Гледај, си тече кашкавалчето, си се крчка многу убаво, но јас ја намалив малку температурата за да не ни загори, бидејќи сакам една песна. Ме поттикна, пак ќе кажам, на концертот дуетот со Лени, а песна која што е од мојата младост, која што моите драги виничани знаат дека ја пеев многу убаво, а ти, Лени, ја отпеавте преубаво и сакам малку да ми доловиш. Фати се бое на оро. Така, песната што испеавме заедно со Лени Партикова на незиниот концерт. Да, токму така, таа е една убава стара народна песна. И би ги поздравил нормално гледачите со неа. Фати се бое морина оро, орото не прилега без тебе, момите плачат бое за тебе. Орото не прилега без тебе, момите плачат бое за тебе. Како да се фатам Стојана оро, кога си немам Стојан костанче, за танка половина коланче. Кога си немам Стојан фустанче, за тенка половина коланаче. Ама Стојан имал пари и за фустан, и за колан, и за гердан, и на крај и за боето. Песна која што јас многу сакам да ја пеам, но ете, за жал заради здравствените проблеми го изгубив гласот, па можам и дури да ти фалширам. Затоа внимавам да не пеам. Затоа ти си успешна во се друго што ќе фатиш. Ете, ако даде Господ да се врати пак енергијата, може ќе биде некоја песна. Убава песна, убаво ова ни се крчка. Јас ќе го побарам рецептот на денот за да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Специјалитет со тортили. 3 тортили, 100 грама путер, 3 парчиња колбаси, 2 јајца, 100 мл млеко, половина китка магданос, 150 грама кашкавал, сол, бибер, оригано и други зачини по избор, бидејќи беше се солено, ние ќе додадеме за вкус сега кога ќе извадиме оригано, нели да ги доукрасиме, бидејќи јас мислам мора дека се и готови. Јас мислам дека веќе ќе треба да ставам ракавицата. Сакам да не ни изгорат, повели двете ракавички земи ги. Така, двете земи ги за да не се изгориш, бидејќи стварно треба да се внимава. Како ќе го држиш микрофонот? И другата со помош? Со помош. Ајде на даската, овде на даската, за да оладат. Ете така. Добро, браво мајсторе. Леле, како ти се смеат, види ги. Сега да го побараме ориганото овде, за да им додадеме малку да впијат во кашкавалот. Многу интересно изгледа. Нели, а вкусот е прекрасен. Како да си јадеме некои си убави тортички или како се викат? Ова е еден вид на мала мини пица. Пица, да. Ете така. Одлично. Ки додадеме. Па нека малку се подоладат. Јас ќе додадам и малку и црвен пипер или сакаш оригано, ова се извинувам кетчап. Кој како сака, рековме, зачините се по вкус. Нека се оладат за да можеме да ги сервираме, а јас ќе за тоа време ќе го вклучам джезвето, бидејќи јас пред тебе дојдов. Си направиш за себе чај, па морам да ти направам и тебе како една добра домаќинка, нели? Ете така. Орде, не седиш мирно, продолжуваш со нови снимања, со нови песни. Да, сега најново снимивме со група Круна неколку нови преработки, кавер изведби на стари македонски песни. Меѓутоа за промена сега за прв пат снимивме еден убав сплет на македонски поп хитови. Браво. Сплет цел од кавер од 20 на минути. Два нови, како што кажав, останати патриотски сплет, еден убав и еден свадбарски сплет, бидејќи ние нормално тоа најчесто и работиме на тоа. И на свадбите ви бараат, на веселбите, да, младите. Значи, група Круна не седи мирна, функционира, работи, спремаме нова песна за наменска за свекрва, конкретно, да. Браво. Која за краток период ќе биде снимено и видео и ќе биде и промовирана, ќе има да биде весела свекрва. Ќе биде весела свекрва, се разбира. Ете така. Онака како што доликува за една свекрва за свадба.
Она што следно е како гостување големо е Швајцарија, Локарно, би сакал да ги поканам сите нашинци од тамо. И А каде беше кога те побарав? бевме во Италија за Во Стара Нова Италија, година, ете така, јас те побаравилам. Ајде, орде доаѓе, викаш, Да. јас патувам, но ќе дојдам. Да. Ќе дојдам. И така се договоривме и за рецептот, и за се ова. Ајде сега нека си оладат малку за да можеме слободно потоа да ги сервираме, но јас ќе ти додадам пак даската овде и шери доматчиња кои што ти ќе ги исецкаш барем на 4 за украсување на тањерот. Ето Може. така. Добро. И имаме плюс песна, нели песна плюс што ќе бараме. Браво. Вака треба некаде да стои естетика. Едно на среде може целосно, а другите на 4, така малку да видате. Знам дека си одиш, штом сонце изгре. Нема збор што ќе те застане. Ти нанесо Бога, премногу да простиш, знам. Еве и пред тебе признавам. Помогни ми да се присетам, бар само ноква за последен пат, кога ништо друго важно не беше, зошто тогаш најсилно ме љубеше. Помогни ми да заборавам, колку ноќи сама си чекала, во минато да погледам во очи, да јас догледам љубовта. Знам дека си одиш со прв утрински зрак. Се молам вечно да остане мрак. Ти нанесо Бога, премногу да простиш, знам. Еве и пред тебе признавам. Помогни ми да се присетам, бар само ноква за последен пат, кога ништо друго важно не беше, зошто тогаш најсилно ме љубеше. Помогни ми да заборавам, колку ноќи сама си чекала, во минато да погледам во очи, да јас догледам љубовта. Помогни ми да се присетам, бар само ноква за последен пат, кога ништо
ништо друго важно не беше, со што тогаш најсилно ме љубеше. Помогни ми да заборавам колку ноќи сама си чекала. Во минато да погледам во очи, да ја догледам љубовта. Браво, како со песна, еве и рецептот ни видна песна. Орде, јас ќе ти додам, дај ми ја вилушката, и едната и другата, барем на 2-3, ајде обои ги, ето така. Одлично, како врвен специјалитет. Леле, ова... После ова мене и тебе ќе не ангажираат во некоја кујна. Ти ќе пееш плюс. Ако јас пеам, гостите ќе избегаат, ќе си одат дома. Браче, мислам дека е ова. Да, можеш дури ноже ќе ти дадам едно вака да пресекнеш на половина да видат колку натрешноста е убава. Еве ти вилушче. Како се тоа испаднало? Повели. Ете, да ја видиме и средината, онаа која што ја баравме да биде со течноста. Леле, сами се јадат. Ова, колеги, сами земаш, си грицкаш винце бело и уживанција. Орде пред самиот крај сме на денешново другарување и знам дека ти беше мило. Ти благодарам. И беше навистина една убава атмосфера. Секогаш кај тебе е убаво, искрено. Една убава атмосфера домашна си направивме со музика. Се надевам ќе успееме да го пренесеме рецептов на што е можно повеќе луѓе да пробаат да си го направат. Веднаш ќе им се допадне, затоа што е лесен и со лесни состојки и лесно се приготвува, брзо биднува. Баш лесно се приготвува, да. Но бидејќи тортилите се нели и готови направени. Ти благодарам од се срце што беше мој гостин. Благодарам и јас тебе. Во третата сезона на крајот таму некаде ќе сукаме баница. Може. Ќе се учиме тегната баница ќе правиме. Поздрав до сите гледачи. Да видат како знаеме Орде и Дракше да направат една развлечена или тегната баница убава. И ти посакувам многу успеси, многу песни. Благодарам. Бакнежи за група Круна, која што многу си ја обожувам. Посебно за сите. Благодарам. И тука сме пред самиот крај, драги наши, беше навистина пријатно и забавно со овој наш убав специјалитет и нашиот Орде со неговиот убав глас не расположи сите. Ве оставам во добро расположение и сеќавајте се на оваа емисија. Све сакам.